Добро вечер, драги гледачи. И оваа сабота се дружиме повторно на тема астрологија. Драго ми е што и понатаму продолжуваме да збориме за теми кои што на некој начин се битни за нас. Астрологијата е дисциплина која што ни помага во многу области во нашите животи да можеме да спознаеме многу работи. Имајќи во предвид дека она опишува многу работи во нашата натална карта, кроз астрологијата и наталната карта можеме да видиме доста работи кои што живеат во нас самите. Вечерва ќе збориме за една исто така битна планета, која што е битна за нас како личности, а тоа е месечината, која што заедно со Сонцето представуваат светла во астрологијата, спаѓаат во категоријата на светла. Сонцето, за него разговаравме претходната сабота, тоа е свесниот дел на нашата личност, додека месечината го представува несвесниот дел на нашата личност и она представува несвесна планета во однос на Сонцето, кој што влегува во групата на свесни планети. Месечината ја го представува подсвесниот дел на нашата личност, она што се случува надвор од нашата волја и душата е наше огледало, кроз месечината ја гледаме и нашата душа. Каде ќе се најде месечината во нашата натална карта, ќе опише која е нашата емотивна потреба, кои се нашите емотивни потреби или што за нас представува емотивна сигурност. Месечината исто така ги опишува и луѓето во нашата натална карта, во зависност од тоа во која натално поле или натална куќа ќе се најде месечината, ќе опише кои луѓе доаѓаат до нас. Исто така месечината опишува и што е она што го сакаме, што ни е битно, односно како се чувствуваме и која е нашата емотивна сигурност. Месечината има една мощна, значајна и битна моќ, а тоа е исцелувачката енергија која што ја носи во себе си. Кроз астрологијата ние гледаме во астрологијата, кроз месечината ние гледаме нашата подсвест, ни го покажува што е она што ние го носиме во нашата душа и колку сме исполнети, среќни, сигурни и задоволни. Во астромедицината ја покажува колку е нашето физичко тело здраво, односно ја покажува виталноста на физичкото тело, како и ни покажува и го опишува нашето психофизичко здравје. Додека пак месечината во кармичката астрологија ја символизира нашата душа и складноста на душата со законите на универзумот, како и преселувањето на нашата душа од едно во друго тело и сите тие искуства и знаења кои што попатно ги стекнува месечината, душата ги гледаме кроз месечината во кармичка астрологија. Исто така, секој оној кој што во својата натална карта има нагласена месечина, односно месечината му владее со наталната карта, може да покаже и да ги покаже неговите емотивни потреби, зашто кои се тие негови емотивни потреби во овој живот кои што треба да ги искуси и до кои што треба да стигне и на кој начин и како тие емотивни потреби одредена личност ги изразува во комуникацијата и во односите со другите луѓе. Исто така, месечината зборува и за нашата судбина, односно го покажува степенот и влијанието под кој што сме и колку судбината игра одредена улога во нашиот живот кроз кој што чекориме на планетата Земја. Исто така, он представува и месечината представува нашиот најинтимен дел и тоа е покажува исто така покажува колку одредени планети имаат влијание врз месечината, бидејќи месечината е планета која што не влијае врз другите планети, меѓутоа сите останати планети влијаат врз месечината и од тоа може да се види и да се покаже колку судбински имаме, односно колку судбински месечината ни влијае на нас самите.
Месечината го покажува и најинтимниот дел самите со себе, владее со нашиот внатрешен систем, со се она што управува внатре во нас. Месечината ја представува нашата душа, куќата, нашиот дом, семејството, мајката, нашата интимност сами со себе си, представува простување, а за да запознаеме одредена месечина на одредена личност, треба да живееме со нејзе, за да можеме да го видиме незиниот најинтимен дел кој што го носи преку незината месечина. Исто така, преку месечината ги гледаме и минатите животи кроз кармичката астрологија и месечината зборови за нашиот пренатален период, односно периодот кога сме биле во стомакот на нашата мајка и таа ги представува и сите тие чувства кои што мајката ги имала за времето во пренаталниот период, кои што сега се основа за животот кој што ние го живееме. И месечината го опишува и нашиот живот до нашата 4-та година, односно го покажува се она што ние сме го живееле до нашата 4-та година и сето тоа понатаму кроз животот нас не креира како личности и покажува во која насока ќе се движиме. Исто така, месечината го представува почетокот и крајот на нашиот живот, бидејќи таа стои позади ракот и четвртата куќа е почеток и крај на нашиот живот, како и каде оди душата по завршувањето на животот. Го представува нашиот однос со мајката, како ја доживуваме нашата мајка и како го доживуваме домот и семејството во кој што живееме. Доколку некој има нагласена месечина во наталната карта, таа може да покаже склоност кон уметност, да постанат одредени луѓе уметници, поети, романописци, музичари. Во одредени натални карти може да даде и научници, а исто така самата месечина носи и слава и популарност, особено ако се најде во зенитот, односно во 10-тото поле во наталната карта. Доколку имаме месечина која што е лошо поставена во нашата натална карта, односно се наоѓа во знак во кој што месечината не се чувствува добро или таа месечина има негативни аспекти од останатите планети, може да даде тие добри чувства и таа топлина и емотивност која што е символ за месечината да ни бидат изгубени, да дава нечувствителност и губење на чувството за осет кон човештвото, отсуство на сожалување и разбирање на другите луѓе. Исто така може да даде рамнодушност кон судбината на другите луѓе или на луѓето кои што се околу нас, недостаток за интерес за другите луѓе, може да покаже лош однос со нашата мајка или пак одредени постојани промени кои што може да прават лоша комуникација во односите со жени и со мајки, покажува тешко детство, стравови, може да покаже и недостаток на самодоверба, може да покаже срамежливост и ги покажува сите видови на фамилиарни тежини и проблеми кои што може да настанат од едно семејство. Низ нашата месечина во наталната карта можеме да видиме колку сме способни да се грижиме за самите себе, колку сакаме и умееме да се заштитиме себе си, ни помага да видиме колку сме биле негувани од страна на нашата мајка додека сме биле деца и колку сме биле блиски со нашата мајка за времето додека сме растеле и колку сме способни да градиме блискост со другите луѓе и на кој начин и како ќе ја градиме таа блискост и како ја доживуваме близината која што ја градиме со другите луѓе. За да можеме да разбереме нечiji карактер, односно каков карактер носи одредена особа, тоа ќе ни го покаже, ќе ни го опише месечината во наталната карта на таа личност. И најчесто месечината го покажува сето она што не го гледаме и што не можеме да го видиме, нешто што е зацкриено и кој што човековата душа го крие, не можеме да го видиме. Она што исто вечерва ќе зборуваме, а тоа е да видиме како месечината се чувствува доколку се најде во една од 12 куќи во наталната карта, она што го зборевме исто и за сонцето
претходната сабота кога зборувавме за сонцето во наталната карта, истото сега ќе го видиме и за месечината, односно како месечината се чувствува во куќите од наталната карта. Доколку месечината се најде во првата куќа од наталната карта, таа може да и донесе на личноста романтичност, занесеност, може да донесе да личност има голема идеја за самата себе или да личноста може да има способност за сликање или за некое литературно пишување. Исто така може да даде длабоки чувства на самата личност, да ги има спрема другите луѓе, да ги разбира другите луѓе, да биде премногу осетлива, може да даде личност која што е племенита и со големо срце и која што сака да се грижи за другите луѓе, затоа што месечината најчесто го представува народот и представува поголема маса на луѓе. Исто така може да даде да имаме интерес и да се грижиме за народот и за другите луѓе, да имаме длабоки чувства, да сочувствуваме со другите луѓе, може да даде на личности променливо расположение, може да даде уметнички тип на личности, писателки, може да даде преголема поврзаност со мајката, постари жени да не подражуваат кроз животот, во она што го правиме и што го работиме, можеме да бидеме омилени кај народот, може да даде популарност, да бидеме јавна личност и може да ни даде да премногу ги сакаме децата. Доколку месечината се најде во втората куќа од наталната карта, таа може да покаже променлива финансиска состојба, бидејќи втората куќа е куќата на парите. Ако е добро поставена месечината во втората куќа од наталната карта, односно се наоѓа во добар знак и има добри аспекти кон останатите планети, може да покаже парите да ни доаѓаат од поголема маса на луѓе, односно луѓе кои што се бават со некаков вид на мало продажба и преку таа маса на луѓе тие производи да се купуваат и тие пари да доаѓаат до нас. Тоа често може да биде и храна, да биде тоа мало продажба на храна, меѓутоа све тоа зависи какви аспекти и како е поставена месечината во наталната карта. Парите може да дојдат и преку продажба на подвижни предмети. Мајката може да одигра клучна улога за личноста, односно да ја помага на личноста кроз животот, а во машки хороскоп може да даде парите им доаѓаат преку постари жени или пари да добиваат од жени. Доколку таа месечина во втората куќа прави лоши аспекти, може да дојде до губење на приходи, да дојде до неочекувани промени на финансиската состојба и да имаме лоша финансиска состојба или неочекувани губења на пари. Доколку месечината се најде во третата куќа од наталната карта, таа може да даде може да даде голема наша поврзаност со нашите браќа и сестри, пошто третата куќа представуваат нашите браќа и сестри, да бидеме омилени и сакани меѓу роднините и комшиите, да имаме добар однос со браќата и сестрите, може да даде личност која што пишува поезија, пошто тоа е куќата на близнакот, да има талент за пишување, бидејќи оваа месечина во третата куќа нема емотивна изразеност, најчесто е тоа рационално изразување, може да биде личност која што ќе сака книги, ќе сака да чита, да пишува, може да има потреба за шетање, за разговор, дружење, излети во природа и да има личноста многу контакти со другите луѓе, нагласува интелектуалност на личноста, бидејќи овдека имаме само рационалност, размислување на месечина во трето поле, немаме емотивност. Во лоши аспекти може да донесе проблеми во начинот на тоа како комуницираме, како се изразуваме, може да даде нејасни мисли, доколку месечината прави лош аспекти со планетата Меркур, може да даде личности кои што брзо забораваат, на кои што немаат логика во себе, им недостасува логиката и да покажува
личности кои што се тешки за комуникација, односно со нив да не може да се комуницира. Може исто така, доколку има лоши аспекти месечината во трета куќа, да даде лош однос и кавга и неразбирање, комуникација со сопствената мајка или со сопствената сестра и може да даде и проблеми во сообраќајот, бидејќи тоа е куќата на сообраќај. Во четвртата куќа, месечината најдобро се чувствува затоа што тоа е куќата на ракот. Месечината е планета која што стои позади ракот, она е тука во свое седиште. Може да даде луѓе кои што имаат љубов кон народот, кон државата, може да даде луѓе кои што си ја сакаат државата, кои што се националисти, сопствената татковина, може да даде добар почеток на својот живот, во младоста може да даде многу сонови, исто така може да даде и постојани селења, личноста да биде врзана за домот и татковината во која што живее, може да даде и постојани промени кои што се изразени кај личноста и исто така може да даде луѓе кои што се дружелюбиви, кои што имаат добро срце, развиена интуиција. Во петата куќа месечината опишува, пошто е тоа куќата на љубовта, партнерски односи, може да опише голема љубов која што личноста носи во својата душа и која што чувствува. Укажува на живот со девојка или дечко пред да се влезе во брак, затоа што тоа е куќата на партнерски односи. Во машки хороскоп може да покаже љубов со постари девојки, мажени жени, особено ако месечината се најде во знакот вага, рак, лав или бик, може да даде врска со мажени жени, а со разведени жени може да даде доколку месечината се наоѓа во водолија. Тоа е еден од аспектите кои што тоа може да го покажат, меѓутоа рековме дека мора да постојат и други плюс аспекти кои што тоа ќе го потврдат во наталната карта. Ова е само еден од аспектот, знакот во кој што би се нашла таа месечина и е во петата куќа. Исто така може да даде излегување на мирни места, сепак е тоа рак, да оди на забави кои што се одржуваат во затворен круг, во куќи, во семени атмосфери, може да биде показател и за повеќе деца, затоа што ракот како знак е сигнификатор за потомство, за многу деца. Може да даде љубов кон децата. Исто така, пошто е ова и куќата на игри на среќа, може да даде и да добиете куќа или стан на игра на среќа, дава афинитети за спорт, може афинитети да имате за глума, да бидете наставници, просветни работници, затоа што тоа е и куќата на средно образование. Доколку месечината се најде во шестата куќа од наталната карта, може да даде променливо здравје, да имате проблем на психичка основа, може да даде душевни нервни заболувања, може да даде болести кај мајката, односно односот со мајката најчесто да не ни биде добар. Мајка може тоа да биде мајка која што многу се грижи и мајка која што е критички настроена кон нас. Исто така може да даде оваа месечина во шеста куќа да бидеме популарни меѓу колегите и соработниците со кои што работиме на работно место, можеме да бидеме омилени меѓу нашите колеги, можеме на работа да бидеме обкружени со жени, може да биде работата да ни се наоѓа покрај река, езеро или море. Исто така месечината може да даде, пошто се работи за месечина која што е доста променлива, нема од своја стабилност, може да даде и доста промени во делот на работата која што ја работиме, почесто да го менуваме своето работно место или да ја менуваме канцеларијата во која што работиме, да се селиме постојано од една во друга канцеларија, додека пак на жените им овозможува вработување и креативност доколку месечината се најде во шестата куќа. Месечината во седмата куќа дава популарност, дава излегување во јавност, може да даде многу пријатели кои што се дел од јавниот живот, може да даде љубов кон партнерот, може да даде на личноста партнерот да е мошнебитен и значаен во животот, да животот и се врти околу партнерот, затоа што седмата куќа е куќата на вагата и партнерски односи. Меѓу другото, може да зборува
за два брака, може да биде односот во бракот променлив и нестабилен брак да даде. Во машки хороскоп најчесто дава врска со постара жена, а може и да биде жена која веќе е мајка и била во брак пред да се запознаеме со нејзе. Исто така може да даде да добиеме стан или куќа преку нашиот брачен партнер и дава исто така може да даде партнер кој што може да влезе во улогата на нашата мајка и он према нас да се однесува како да ни е мајка. Доколку месечината се наоѓа во 8-та куќа од нашата натална карта, тоа може да биде прилично проблематично, затоа што тоа е куќата на Шкорпијата и овде месечината не се чувствува добро во оваа куќа. Месечината во Шкорпија во овој знак е во пат и најчесто овие личности кои што имаат месечина во Шкорпија, месечина во 8-та куќа, имаат проблем со сопствените емоции, потешко ги изразуваат емоциите или ги скриваат тие емоции. Може да се јави страф и анксиозност, да има доста грижи и патење самата личност, може да даде мајка која што е болна или која што е почесто на операции, може да даде и смрт на нашата мајка, доколку имаме лошо поставена месечина во 8-та куќа, односно аспектите кои што ги ради знакот во кој што е да се негативни, можеме да бидеме доста ранливи, лесно можеме да се повредуваме, особено емотивно да не повредуваат. Како емотивно можеме да имаме и материјални загуби, може да дојде и до губење на нашата куќа во војна. Исто така, оваа месечина во 8-ма куќа може да укаже на краток живот. И исто така, доколку месечината има добри аспекти во наталната карта, може да даде наследство, особено тоа наследство да дојде од страна на нашата мајка, да биде тоа недвижен имот. Во машки хороскоп може да покаже партнерка со која што може да не се согласуваме, може исто така да биде и развод. И исто така, пошто ова е куќа која што се е представена како меѓу два брака, може да опише и врска со мажена жена во еден период, а доколку 8-та куќа ни е нагласена, односно во неа имаме повеќе планети, може да не даде добар брак. Ова е куќа на трансформација и кога месечината ќе се најде во 8-та куќа, бара од личноста да се трансформира, особено да ги трансформира своите уверувања кои што ги носи, уверувањата кои што се однесуваат на љубовта, што љубовта за нејзе представува, кои се незините емотивни потреби, особено доколку дојде до одредени промени, треба да видиме што е она што довело до тие промени и од кои причини емотивно нема да се чувствуваме добро. И исто така, ова е куќата на која што бара исцелување на трауми кои што сме ги добиле кроз животот, а особено се тоа трауми кои што се врзани за нашата мајка, за пораѓај, бидејќи ова е куќата на пораѓај, и трауми кои што ги носиме од нашето потомство, односно од фамилијата во која што сме се родиле. Доколку месечината се најде во нашата 9-та куќа од наталната карта, таа може да даде високо образована личност, бидејќи тоа е куќата на високото образование, доста голем успех во школувањето, знаење, може да покаже мајка или сопруга кои што доаѓаат од странство или доаѓаат од далеку, или пак некој член од нашето семејство, а во некој случај мајката да живеат во странство. Може да покаже и да имаме странско потекло по некој член од нашето семејство. И исто така, ова опишува и куќа во странство, меѓутоа за да имаме можен живот и куќа во странство, во оваа ситуација ни е битна 12-та куќа, која што се смета за 4-та куќа од 9-та куќа и таа треба да ни е добро поставена, односно владетелот на 12-та куќа да има добри аспекти за да може да покаже дека ќе живееме во странство, односно ќе имаме куќа во странство и живот таму. Ова е и секоја жена која што
ни помага и мајка која што ни помага, може да представува носталгија која што би ја чувствувале доколку би живеели или би биле во странство, да имаме потреба да тагуваме за татковината од каде што сме дошле. И исто така месечината во деветата куќа може да најчесто ја поврзуваме со видови на образование кои што се однесуваат на земјоделство, угостителство, метеорологија, и ова се прилично паметни личности кои што носат месечина во девета куќа, и тоа се луѓе кои што имаат широки сваќања и разбирање за секого. Доколку месечината се најде во нашата 10-та куќа од наталната карта, она може да покаже дека можеме лесно да постанеме славни, да бидеме познати личности. Најчесто може да покаже поделба на личноста помеѓу професијата и кариерата, и кариерното издигнување и семејството, затоа што 10-та куќа ја представува нашата професија, она што го достигнуваме, врвот, и представува семејството кое што го создаваме, па може личноста да биде поделена меѓу семејството и кариерата која што сака да ја постигне. Исто така, кога месечината би се нашла во 10-та куќа, може ретко да даде некој да се најде на позиција директор, меѓутоа може да биде личност која што е позната во јавноста. Може да се луѓе кои што имаат чувствително его. Тоа се луѓе кои што се доста чувствителни, луѓе подложни на промена на расположение. Може предпоставените на работа да не бидат жени. Нашата мајка да одиграла доминантна улога во нашиот живот, бидејќи во женски хороскоп 10-тото поле е полето на нашата мајка, така да може да има одиграно доста клучна улога во нашиот развој. Тоа се луѓе кои што имаат талент за уметност, уметнички души, имаат внатрешна потреба за издигнување, да бидат славни. Доколку месечината има лоши аспекти, може да даде губење на позицијата и на работното место на кое што се наоѓаме. Доколку месечината се најде во 11-та куќа од наталната карта, тоа се луѓе кои што длабоко во себе имаат потреба од слобода. Тоа истото го дава и 9-та куќа од наталната карта. Кога месечината ќе се најде во овие две куќи, луѓето природно имаат потреба од слобода и сакаат и слободно се чувствуваат. Доста се луѓето кои што имаат месечина во 11-то поле се доста дружелюбиви, добри пријатели. Некогаш може да се случи и да делат дом со своите пријатели. Оваа месечина во 11-то поле не дава поврзаност со нашите корени и потеклото од каде што доаѓаме. Оваа месечина е најнеповолна за формирање на семејство, затоа што тоа се луѓе кои што повеќе ги сакаат групно луѓето, отколку поединечно да сакаат една особа, и нив најчесто овие луѓе, пошто тоа е куќата на пријателите, може од пријатели да постануваат партнери, обратно од партнери да бидат пријатели. Исто така може да даде, доколку оваа месечина има лоши аспекти, може да даде до губење на куќа или проблеми со изолација, како и некои други катастрофи, бидејќи 11-та куќа е 8-ма куќа од 4-та куќа во нашата натална карта, и може да покаже и некое страдање или рушење на домот. Исто така и ова и куќата на нашите желби и планови, па најчесто плановите кои што ги правиме, основа на нашите планови се соновите и фантазиите кои што ги имаме, и тук ова и куќа на внатрешни скриени желби, а е помалку на практичност, односно повеќе сме ориентирани кон сонови и фантазија, многу помалку кон практични работи кога е месечината во 11-та куќа. Кога месечината ќе се најде во 12-та куќа од наталната карта, исто што рековме и за 8-та куќа, и оваа куќа е прилично неповолна кога месечината би се нашла тука. Дава
чувство на личноста, како да нема свое припаѓање во некое семејство, како да не е дел од семејството во кое што се родила. Исто така, најчесто може да се прашува во сопствената потсвест што е тоа кое е тоа нејзино семејство и некогаш може да тоа нејзино потекло или семејство од каде што доаѓа за нејзе да биде мистериозно, тајно или скриено. Може да даде мајка која што е емотивно оддалечена од нас и односот најчесто да е нехармоничен со мајката, да е проблематичен. Исто така личноста својот дом може да го најде покрај вода, таму најчесто најдобро се чувствува, може да даде и кратци во куќата и исто така оваа месечина во 12-та куќа е поволна за сонови и медитација, односно доколку сонуваме, многу пак кроз соновите да добиваме одредени претскажувања или одредени увиди или конекција со нашето длабоко несвесно, нашата потсвест да ни праќа одредени пораки. Исто дава и поврзаност со универзумот и може да даде мајка која што не напуштила или мајка која што не има оставено или мајка која што е физички присутна, меѓутоа е емотивно недостапна. Ова е тоа што вечерва имав да ви кажам, беше поврзано за месечината како планета во нашата натална карта или една од двете светла во астрологијата. Се надевам дека ви беше интересно и секој од вас ќе пронајдете нешто што е за вас значајно и битно. Она што и претходно реков во претходната емисија во саботата која зборевме, ова се само еден дел од показателите кои што може да ги даде одредена планета, доколку се најде во одредена куќа во нашата натална карта. Тоа што и како и на кој начин ќе го живееме, зависа од многу други фактори, зависат и аспектите кои што ги гради наталната карта, знакот во кој што ќе се најде, за да може да се направи една целосна слика за одредена личност и што тоа одредени планети зборуваат за незе во незината натална карта. Ви благодарам на вниманието и оваа вечер се гледаме следната сабота во 9 часот.